Епизодата на Бекстејдж се наоѓа во преубавото Ново Руво на Star Ocean, нашиот омилен кинески ресторан. Постојано сме тука како екипа, но вечерва на вистина исклучително уживаме. Ова е уживање за сите сетила, и за вкус, и за мирис, и за уво, односно за слух. Нешто што не се случува секој ден во Star Ocean, а нешто повеќе за атмосферата и што точно се случува денес овде ќе ни појасни Силвија Лиу. Добре дојде во Бекстејдж, како се чувствуваш? Многу драги луѓе твои и соработници собрани на едно место. Добре дојдовте. Мило ми е што сте дел од вака еден посебен ден за нас. Обележуваме 21 година од нашето постоење, а воедно и целосно ребрендирање на дел од нашиот амбиент. Ова е едно мало изненадување за сите наши верни посетители низ годините и една благодарност до верните посетители што ни овозможија да направиме од нашиот бизнис едно вистинско каче, топло каче, односно кина во мало. И сакаме тоа да биде изненадување за нив, односно ја представуваме модерна кина, бидејќи во внатрешниот дел имаме традиционален дел од времето на постоењето на кралевите, такви бои бордо, зелени, а на надворешниот дел ја представуваме кина што всушност е денес. Кога би имале можност нашите посетители да отидат во Кина и да ја посетат, особено градови како Шангај и Пекинг, всушност ќе го видат ова што ние денес го имаме во нашиот амбиент. Во преубавата атмосфера на кинескиот ресторан Star Ocean овде го имаме и Бомбакис. Како си поминуваш, дали си љубител на кинеска храна, како ти се допаѓа новиот амбиент? Одлично е пред се да ти кажам дека е феноменална атмосферата и е многу пријатна и така е као чил, као зен момент, тука многу ми се допаѓа, пошто ме смирува ептен. Да, љубител сум на кинеска храна, особено на благо, љуто, кисело, што е и све што има внатре, али супер, одлично, ми се допаѓа многу. Милена Антовска, уживаш во преубавата атмосфера во новото руво на кинескиот ресторан Star Ocean. Како ти се допаѓа прво новиот изглед? Многу убаво, честитки за собствениците, преубаво направено, едно освежување за градов, ќе кажам, едно поразлично место, поразличен ресторан од останатите кои што ги имаме во нашиот град, автентично на она што е во Кина, бидејќи има многу моменти, ќе видат нели преку инсертите моменти кои што се карактеристични за Кина. Храната е преубава, едва чекам да пробам некои работи кои што не сум ги пробала досега, бидејќи тука има многу. Ни кажаа дека тука е ова само почеток, дека допрва ќе има уште главно јадење. Можам да замислам само уште колку чини ќе има пред нас, така што навистина ми се допаѓа, музиката е преубава, бидејќи сите скоро во овој период од годината имаме едно брзо динамично темпо, а тука се чувствувам баш така опуштено и со музиката, со амбиентот и некако баш тоа ми требаше. За ова што го гледаме надвор, чија беше идејата, колку беше тешко сето ова да се реализира и се што донесовте, секој детал со кој што го оплеменивте просторот? Да, идејата се разви при нашата последна посета во Кина. Толку бев фасцинирана од тоа колку Кина оди напред и начинот на кој што се менува, меѓутоа ја зачувува својата традиција, а се модернизира. Бев воодушевена од тој факт дека ја доживувате Кина во право светло, меѓутоа во еден софистициран стил. И сакав тоа да го пренесам на сите наши сограѓани, да го видат, да го почувствуваат, да го осетат и да го применат во своите животи. Односно дека не треба никогаш да ги заборавиме своите корени и традицијата и одењето напред не значи комплетно губење на тие моменти, автентичноста е тука, традицијата е присутна, меѓутоа има моменти каде што се застапени по инаква уметност. Например, ние имаме уметност на кинески кукички дрва, пейсаж, кој што е вајан, од многу познат вајар во нашава земја и сакав воедно и да представам дека имаме доста квалитетен кадар и уметници кои што треба да се ги почитуваме, а преку тоа што се дел од нашиот амбиент, ние го промовираме тоа. Значи сме спој помеѓу Кина и Македонија. И тука вечерва застапена преубава
убавата кинеска храна. Што има од прилика овде, со што ги почестивте присутните? Да, денес поканивме гости кои што се наши соработници низ годините и кои што ни дале голема поддршка во тешките моменти. Ме прашавте нели дали е тешко да се отслика овој амбиент. Многу е тешко да се најде нешто што на овој мал пазар кај нас може проектот го имаме во глава, меѓутоа нема кој да го изведе. И сметам дека дел од нашите соработници што се тука се навистина многу способни и фирми и луѓе како уметници кои што јас сум благодарна и затоа се дел од нашата вечер, нашата почит ја покажуваме преку ова мини забава, каде што решивме да промовираме и дел од нашите нови специјалитети, бидејќи со нов амбиент сметаме дека треба да има и нешто ново во менито за сите тие кои што не знаат со години да бидат изненадени пријатно и да имаат едно поинакво доживување. Например, за прв пат имаме свинска коленица во сос спремена на кинески начин или свежи ракчиња во пикантен сос. Пилешка салата во луто сладко кисел сос. Брокола со индиски ореви. Значи, дел од специјалитетите 90% не се дел од нашето секојдневно мени или например корен од лотос, крцкав како предјадење, вегетаријански специјалитет бидејќи сега се постите, а кинеската кујна е позната по изобилство на вегетаријански специјалитети. Од друга страна знаеме дека нашите сограѓани многу обожаваат крцкави специјалитети и затоа гледаме да направиме традиционални кинески специјалитети со мал шмек на нешто што знаеме дека нашите посетители би го уживале. Како што кажав, храната преубава, превкусна, секој детал грижливо избран и музиката е вклопена некако во амбиентот. Секој кој што влезе рече вау, ова е навистина комплетно на ниво направено. Ви благодарам, мило ми е, да. Ние ќе останеме овде да уживаме, да дегустираме од убавата храна. Од следната седмица си продолжуваме со нашите редовни интервјуа, а убаво ни дојде и на нас една ваква посебна, специфична вечер во која што навистина сите уживаме. Честитки за сето она што го направивте и само напред. Ви благодарам, Тања.